Онаму каде што морето со милениуми си игра со копното, ги крши сивите карпи, ги ситни и ги разнесува, таму ги формира најубавите плажи. Така и на островот Тасос се создале тиркизните плажи, прошарани со белите пени од брановите. Долга километарска плажа на која чудесно се испреплетуваат урбаното и дивото. Таму ќе го почувствувате ситниот мек песок под нозете, ќе ги видите прекрасните дини со диви треви, но и ќе наидете на огромна камена река свлечена од блиската планина Ипсариум. Тасос е остров на мермерот и помеѓу другите атракции што ги нуди, можете да ги посетите и мермерните плажи. Природата и човекот се потрудиле да создадат неверојатно бели плажи од иситнет мермер. Таква е Саларија Бич. Добро организирана за сите оние што сакаат лежалки, музика и бар на плажа. Доколку пак сакате мир, спокојство, внимателни и посветени хотелски работници, тогаш наполнете ги паричниците и правец Вати Бич. Ексклузивен хотел ја зафатил оваа прекрасна сина плажа и ја одржува со посветеност. Направивме кратка пауза во кајакарењето на оваа плажа, навистина беше неверојатна, но се чувствувавме малку непријатно под строгите погледи на хотелските службеници. Еве уште една мермерна плажа, совршен спој на убавина, на ситни мермерни каменчиња кои се белеат покрај синото море, зелена дива шума во околината. А контрасно на тоа ги доживеавме каменоломите, мермерните бази и окромните машини наоколу. Оваа плажа е потешко достапна. До неа водат земјени патишта по кои се одвива камионскиот превоз на мермерот. Сепак, потрудете се да стигнете. Таму ве очекува чудесна убавина. Дали е ова плажа? Па може да биде доколку вие тоа го сакате. Ова е интересна геолошка формација, тупка во карпа едноставно кажано. Но ова е една од атракциите по која Тасос се познат. Природен базен наполнет од брановидното море. До него се стигнува пеш, помалку од километар од главниот пат. Вреди за доживувањето. Ретко посетена плажа во јуни. Може би е се уште рано за туристите, може би чекаат да се постават лежалките, да се наместат баровите.
Лесно е пристапна со прекрасно бистро и сино море, доволно широка и долга, дава можност за пријатно поминато време на плажа. Голем карпест масив нурнат во морето. По него може да се шета, да се лежи, да се сонча, исто како на секоја песочна плажа. Од него може да се скокне во бистрото сино море, да се побара сенка под раскошните дрвја или да се проба превкусната храна во блиската таверна. На крајот на овој масив, песокот се изборил за мало место и формирал плажа која неодоливо ве повикува да ја посетите. Слегувајќи по тесен правлив пат, не можете ни да помислите каква раскошна убавина ве очекува долу кај морето. Блискиот остров ви ги измамува погледите. Песочна плитка и долга плажа, рај за семејства со мали деца. Сината вода ве предизвикува и не ви се излегува од морето. Не изгледаше дива, недостапна, неорганизирана, но најчесто такви се најубавите места. Плажата изобилува со крупни камења и песок, тоа ја прави малку тешка за движење, но морската вода е извонредно бистра и сина. На брегот има насобрано снопови од сува морска трева. И ако ви здодее сончањето, може да се заштитите од природната сенка. Нашето најголемо уживање е да ги пронаоѓаме малите скриени плажи, на кои скоро секогаш нема посетители. Тешко се достапни, па ви е потребен чамец или кајак за да стигнете до нив. Најчесто тоа се мали заливи засечени во карпи и покриени со песок. Наоколу се шири дива природа, бусени трева и зелени дрвја надвиснати над морето. Кајакарењето покрај масивните карпи нуди прекрасно доживување. Бистрината на водата дозволува да го следите подводниот пејзаж и малите риби кои пливаат под вас. Не знам дали ова би се нарекло плажа, но само ако најдеме и малку погодно песочно место на брегот, ние застануваме и истражуваме. Овие мали плажи изобилуваат со динамични бои и форми.
Прозирната морска вода ги открива своите жители, цел еден интересен свет вреден за внимание.